Денеска е Свети Апостол Тома, ден кој го празнуваат градежните работници сметајќи го за свој патрон. Веќе 20 години градежниците од Радовиш го одбележуваат овој ден со повеќе активности, а денес по тој повод се собраа 50 на градежни инженери, архитекти, градежни техничари и архитектонски техничари од градот. Како и секоја година, и ова година на 19 октомври, денот на Свети Апостол Тома, се собираат градежниците и архитектите и сите од градежната фела да го прославиме празникот на овој наш патрон. Значи, секоја година, веќе повеќе од 20 години, се собираме и се дружиме заедно во чест на нашиот патрон. Очекувам успешна година, наредната година да биде уште поуспешна за сите колеги, градежници, архитекти. Секоја година тие одредуваат кум кој е задолжен за организирањето на одбележувањето на празникот. Се одржува свечена литургија, се благословува колач и пченица. Кумството оваа година му беше предадено на инженерот Трајче Костадинов со надеж дека нему и неговите колеги годината ќе им биде успешна. Исто така тие одржуваат и изложба со архитектонскиот факултет. Денеска православната црква кој слави споменот на Светиот Апостол Тома. Светиот Апостол Тома е еден од 12 апостоли, 12 ученици на Господ Исус Христос. Тој е познат како неверен Тома, затоа што после возкресението на Господ Исус Христос, тој не верувал во тоа кому го кажале, па тоа било повод и Господ да им се јави на учениците. Инаку апостол Тома е заштитник и на градежниците, како и секоја година, кај нас во црквата доаѓаат, се осветува леп и се помолуваат за успешна работа. На овој ден се отвораат и повеќе прашања во однос на градежништвото како сектор. Градежниците сметаат дека е време нивните плати да почнат да го следат трендот на раст во секторот. Освен тоа, значаен е и делот за заштита, бидејќи податоците покажуваат дека во Македонија по еден работник неделно го губи животот на своето работно место. Секој трет ден се случува по една несреќа. Земјоделието, градежништвото и металската индустрија се секторите каде има најмногу повреди на работното место. За да се подобри безбедноста, неопходна е поголема едукација не само на работниците, туку и на работодавачите, засилени инспекциски контроли, но и почитување на прописите и правилата за сигурност на работното место.